Како што најавивме, почитувани фолк пријатели, во денешното издание на нашата музичка емисија Мега Фолк, имаме гостин еден млад и перспективен фолк интерпретатор од Кичево. Станува збор за Христијан Тришовски. Христијан, добре дојде во Мега Фолк. Здраво од мене, добро ве најдов. Сакам да ве поздравам. Стварно голема благодарност до телевизија Мега за ваква една преубава емисија. Стварно ни фалеше ова кај нас. Христијан, кажав на почетокот млад и перспективен, се разбира дека музичката кариера е пред тебе. Кажи ми, кои се твоите почетоци? Прво да видиме кога точно започна професионално да се занимаваш со музика и што за тебе значи фолк музиката во Македонија? Вака, јас уште од малино започнав да се занимавам со музика, благодарение на мојот татко. Но професионално почнав да се занимавам од средно, кога се запишав битола на музичкото образование, и од тој ден веќе почнавме да навлагаме во музичките води се подлабоко и подлабоко. Така да фолк музиката е стварно една голема уметност, која што еден млад и перспективен пејач треба да ја има во себе и е кај нас тука во Македонија е стварно многу голема побарувачката за фолк музиката. Така. Христијан, колку што ја имам следено твојата музичка кариера, пред повеќе години учествуваше на еден музички надпревар тука во Македонија, каде што и победи. Станува збор за манифестацијата која што беше или надпреварот наречен МК Талент, а минатата година те видовме и на едно шоу надвор од нашата земја, односно беше учесник на шоуто Звездите на Грант. Кое е искуството од таков вид на настапување? Значи, колку тоа ти помогна да се етаблираш повеќе тука кај нас на македонската фолк сцена тука? Па вака, ќе почнем од кај нас, од првото, од МК Талент. Стварно едно големо искуство. Такво едно шоу е добро за секој млад пејач, зошто? Бидејќи повеќе едноставно работиш и вложуваш во себе за секоја една следна емисија, што почеста е таа, тоа повеќе работиш. Треба секогаш да се работи, но самата емисија знаеш дека излегуваш на пример на едно такмичење, имаш конкуренција према тебе и стварно се спремаш повеќе и е добро што има добра реклама. Секако излагаш на телевизија секоја недела па се такмичиш, да победиш, стварно е многу добро. Тоа е кога бевме во Звездите на Грант, стварно беше уште поголемо чувството. Поголема сцена, поголемо искуство и една голема реклама секако. Така. Христијан, ти си и музички образован. Колку значи тоа да си успешен или колку тоа може да влијае да те прифаќаат и твоите колеги поинаку, меѓутоа и публиката кога си музички образован? Дали тоа допринесува плюс во твојата музичка кариера да одиш побрзо во нагорна линија или сепак се зависи од тоа какви песни ќе испееш? Песните да, зависат, но полесно е за тебе, односно за мене во случајов, дека кога си музички образован, едноставно знаеш што пееш, што свириш, што следува кога пееш и е многу полесно. Мене многу ми помогна музичкото образование, бидејќи ја приватно почна во битол уште соло пеење, стварно е огромен напредок. Кога имаш некој стручен професор и знае, пример, стручно ти кажува ова, вака и вака треба да го вежбаш или да го пееш, знаеш што работиш. А кога си сам на себе, ти работиш, ама се тоа е непрофесионално. Можеш да направиш еден мал хикс во животот или во пеењето, што после тоа може да има многу лоши последици. Така да музичкото, стрикно средното музичко и факултетот ми помогна премногу во музичката кариера. Така. Христијан, досега имаш исполнувано повеќе жанрови на музика. Моментално, значи, повеќе си посветен на фолк музиката, меѓутоа знам дека извесен период беше дел и од забавната сцена, значи беше исполнител и на таков тип на музика, а со твоето школување и во средно училиште и на музичката академија имавме прилика да те гледаме како исполнуваш и одредени numери од областа на сериозната музика. Каде Христијан се наоѓа најмногу? Дали во фолк, во поп музиката, во сериозната музика? Вака, ако не пробаш се, нема да знаеш точно каде и најмногу и што најмногу те влиеше. Да, каде си најдобар. Стварно на почеток почнав со поп, после тоа стручно на музичкиот факултет се занимава со сериозната музика. Но од секогаш во душата ми било фолкот. Зошто?
Дали кај нас дека најмногу тоа се слуша или така јас мислам, ама јас најмногу се пронаоѓам бидејќи тоа мислам дека најдобро се истакнувам во фолкот и кај нас има една поголема побарувачка за фолкот, мислам. Така. Исто така, Христијан, потекнуваш од едно музичко семејство. Твојот татко е исто така исполнител на македонска фолк музика, има снимено повеќе песни. Колку еве тоа влијание и од твојот родител и од начинот на кој што функционирате сите дома, знам дека сите по нешто имате од музиката, некој свири, некој пее, колку тоа влијае еве и на твојата кариера, поддршката од самото семејство? Јас мислам дека тоа најмногу влијае, бидејќи уште од мали нозе татко ми пример почнал да ме упатува по еден пат и од секогаш тој се занимавал со фолкот и дете како дете кога слушаш што работат твоите, едноставно ти влага во крвта музиката и на почетокот тој ми помагаше, ми кажуваше вака да го направиме, вака. Првата песна со него ја снимав, тоа е целосен автор и нон-стоп ми помага за тоа. Така. Христијан, во секоја кариера, верувам и во твојата, многу е битно со кого соработуваш. Се разбира дека сам во ниедна работа не може да бидеш успешен. Кажи ми, кои се твоите најблиски соработници со кои еве успеваш постепено да се искачуваш на нашата фолк сцена? Те имаме гледано и на фестивали, те имаме гледано на различни други настапи. Со кого еве најмногу соработуваш? Дали е тоа текстописец, можеби композитор, аранжер и така натаму? Вака на почеток морам да кажам дека 90% поголем број од моите композиции, текстописец е татко ми, Алексо Тришовски. За музиката поголемиот дел е моја, а за аранжманот и студискот исто тоа го правиме кај мене. Заедно работиме со мојот колега Бојан Кузмановски, а сега почнавме да работиме заедно и со мојот фул бенд Солнота Вен Тришо, каде што имаме уште два нови члена. Едниот е Дејан Богдановски и Даниел, мојот братучет, кој што е сега на саксофон. И сега работиме сите заедно и така да повеќе успеваме. Така. Дали да очекуваме да те видиме и на некој фестивал оваа 2016 година? Знам дека претходно нели кажавме имаш настапувано, какви се плановите за фестивалите во поглед? Сега уште на почеток немаме некој стрикно план, но повеќе планираме да работиме на видеозаписи, на снимки заедно со мојот бенд, а после тоа ќе видиме. Христијан, имаш повеќе снимено песни, дали да очекуваме наскоро да ги израдуваме твоите обожаватели со твојот прв албум кој што ќе излезе? Точно, имаме поголем број на песни, нормално ќе следува и нов албум. Исто така како што најави претходно со бендот, имаме нови видеозаписи. Секако да публиката можеме да ја задоволиме со сечи и вкус. Така. Христијан, ти благодарам за ова твое гостување во нашата емисија Мега Фолк. Ти посакувам многу успех понатаму во музичката кариера. Ние ќе ја следиме твојата кариера секогаш и кога ќе имаме нешто ново да понудиме твое, секако дека повторно ќе бидеш наш гост. Ви благодарам уште еднаш за поканата. Стварно премногу ни значи и ни фалеше ова во нашава држава да имаме на ваква преубава фолк емисија. Мега, стварно се заблагодарувам уште еднаш на телевизија Мега, на вас и поздрав до сите гледачи. Благодарам. Почитувани фолк пријатели, ние продолжуваме со нашата емисија, следува уште многу музика.